Министерството за внатрешни работи, а според неофицијалните информации, на листата осумничени има звучни имиња, познати лекари, адвокати, но и вештаци. Деталите за случајот ги има колегата Даниел Василев, го имаме во живо во овие вести. Даниел, кои се официјалните информации кои што се познати досега? Добар ден, Иван. Морам да кажам дека официјално само имаме потврда и од двете надлежни институции, како Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, дека денеска се спроведува голема акција во повеќе градови ширум државата. Сите оние информации кои што до овој момент ги имаме се неофицијални, а деталите за неофицијалните детали кои што ги имаме ќе ги слушнеме малку подоцна, но прво да ја проследиме изјавата на портпаролот на МВР Гоце Андреевски. Станува збор за основаното мнение за сторени повеќе кривични дела со кое е сторена штета на Фондот за здравство. Со оглед на обемот на акцијата, повеќе информации ќе бидат споделени по незиното завршување. Така, ние сме во очекување на официјалните детали како од МВР, така од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за оваа денешна акција. Меѓутоа, она што досега го имаме, дека според неофицијалните информации е дека станува збор за истрага за долгогодишно незаконско давање на лажни диагнози на лица за да можат да добијат финансиска помош за туѓа нега, како и за инвалидска пензија. Според оние информации кои што ги имаме во овој момент, значи во оваа акција опфатени се 49 лица, меѓу нив се и еден лекар од неврологија, лекар од психијатрија, од клиниката за уво, нос и грло, како и офталмолози од други градови, односно не од Скопје. Според оние информации кои што ги имам, станува збор за офталмолози од Велес. Исто така во истрагата, според овие неофицијални информации, опфатен е и адвокат, управител на консултантско друштво, вешто лице, практично повеќе лица кои што учествувале во оваа шема, за која што се уште чекаме официјални детали од двете институции за што точно станува збор. Во текот на денот извршени се претреси на 21 локација ширум државата, меѓу нив се и клиниката Мајка Тереза, болниците во Тетово и во Велес, исто така и 15 домови на 15 лица ширум државата. Според оние информации кои што ги имаме во овој момент, поднесени се кривични пријави за повеќе сторени кривични дела, како злосторничко здружување, злоупотреба на службена положба и овластување, примање и давање подкуп, примање награда за противзаконско влијание и давање награда. Инаку, морам да појаснам една работа со оглед на тоа што во официјалниот дел кој што го добивме и од МВР и од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција се споменува злоупотреба на буџетски средства во Фондот за здравство. Меѓутоа, од Фондот за здравство досега ни појаснија дека тие не се дел од оваа акција, бидејќи засега кај нив немало никакво оштетување на буџетот на институцијата, така што ќе ги почекаме оние официјални информации кои што треба да пристигнат од двете институции за да видиме за што точно станува збор, за да нема разногласие во јавноста. Исто така, за крај само да кажам дека во оваа акција практично опфатени се и членови на комисиите кои што одлучувале за лицата да добијат финансиска помош за туѓа нега и за пензиска, односно за инвалидска пензија. Практично тие давале лажни диагнози и со тоа лица кои што не би требало да ги добијат овие услуги од државата ги добивале благодарение на давање и на примање подкуп. Секако ние остануваме тука на терен, сите детали ќе ги пренесеме понатаму во дневникот, односно откако МВР и јавното обвинителство ќе излезат со повеќе детали за акцијата. Да, ги очекуваме деталите од официјалните информации од обвинителството и полицијата. Даниел Василев, благодарам за ова вклучување.